Почитувани, добре дојдовте во ново издание на нашата редовна емисија Аргумента Плюс, која што е веднаш по централниот дневник на телевизија 24. Денеска во емисијата ни гостува судиката Маргарита Цаца Николовска, судија во повеќе судови во Македонија, судија и прв судија практично во Судот за човекови права во Страсбур, председател на Уставниот суд на Босна и Херцеговина. Судика Цаца Николовска, добро вечер и благодарам што ја прифативте поканата. Благодарам на поканата и благодарам на довербата што ја изразивте да ме поканите на Апсолутно, оваа емисија. секогаш. И би сакала пред воопшто да почнеме со било каков разговор, да го изразам моето длабоко сочувство до сите граѓани на Македонија, се разбира првенствено родители, роднини, комши, пријатели на загинатите и да пожелам побрзо закрепнување на оние кои што се повредени и кои што еве барем слушаме дека нивното заздравување е во тек. И она што е најголема желба, мислам на сите нас во државата, вакво нешто уште еднаш да не се случи. Меѓутоа, за тоа е потребно да се обезбеди ефикасна, ефективна истрага и сите оние кои што учествувале на одреден начин во сторување на кривично дело врзано со овој настан соодветно да одговараат. Така. Така, на ден на недела јавноста живее во шок и неверување. Ова што се случи, семејствата се завија во траор, има многу прашања пред сите нас апсолутно, но едно од прашањата што ако годиниве наназад, овие 30 години и повеќе независност, како независна држава, секој од нас ја вршеше работата законски онака како што треба. Дали тогаш ќе се случеше Турмотурс, Ласкарци, не знам, болницата во Тетово, модуларната болница, поплавата што имавме Стајковски, ке што ни загинаа голем број луѓе во еден даден момент и дојдовме до Кочани. Не верувам дека ќе се случаа сите тие настани во колку секој си ја вршеше својата обврска, својата должност. Несреќи се случуваат, меѓутоа прашањето е секогаш причината за таа несреќа. И не треба да, затоа што гледам дека во одредени случаи природни катастрофи, природни несреќи, меѓутоа во ова денешно време се размислува и за евентуални такви настани, па да можат да се превенираат, да се санираат и да не дојде до истите. Што се однесува до пожарите, јас се надевам дека ова што е околу модуларната болница ќе има завршница. Така истото судење минатата недела. Да, веќе почна. Јас не знам, не ги знам пресудите, не знам зошто се укинати, меѓутоа претпоставувам дека имало причини и се надевам дека при повторното судење ќе бидат отстранети евентуално сторените повреди и ќе се санираат истите и ќе дојде до утврдување на фактичка состојба која што ќе доведе нормално до утврдување на вина и соодветно казнување. Така, судика Цаца Николовска, како што реков, јавноста бара одговори, уште повеќе семејствата на загинатите жртви велат во Кочани од анкетите што ги правевме деновиве дека нема семејство што не е завиено во црно, кој изгубил син, кој ќерка, кој зет, сопруга, сопруг и така да не редам понатаму. Дел сте од правораздавањето во државава или сте биле? Така, па имате нели и можност и кредибилитет да кажете дека сега јавноста бара одговори. Претпоставувам дека тие служби се сега под притисок да дадат побрзи одговори, меѓутоа за некои работи потребно е и време. Апсолутно. Ова ќе ве прашам и во контекст на ова, бидејќи сега луѓето што ќе се соочат со кривична одговорност да одговараат со секоја нели ова на презумцијата на невиност, сепак да водиме сметка, ќе одговараат според оние измени од законот, кривичниот законник кои што беа донесени уште за време на претходното парламентарно мнозинство.
со кој што измени многу дела од КАЗе, од 353, мислам, се релативизираа, па многу нели случаи на високи функционери од повисоките ешалони, не знам, застареа, дел се здобија поинаку, беа нели преквалификувани делата што биле направени. Сега дел од јавноста и овие теми ги дискутира. Дали е можно некако да се врати тој закон во услови кога веќе немаме нови измени донесено на тие измени? Стариот закон секако дека не може да се врати, освен ако не се донесе во парламентарна постапка закон со иста таква содржина, а овој кој што е сега на сила да се укине. Што мислам дека воопшто нема да се случи таков пристап. Докаде е постапката околу изготвување на новиот кривичен законник, можеме само да претпоставуваме и покрај тоа што стално добиваме информации дека е некаде при крај, дека истиот ќе влезе во собраниска процедура, тоа не се случува. Ако мислите на оние искажувања кои што и јас ги слушам, дека Уставниот суд ќе биде тој кој што ќе може да интервенира, не, Уставниот суд не е суд кој што има законодавна улога. Се знае кој има законодавна улога, Уставниот суд ја цени уставноста на постојните закони. Ние сме имале веќе една таква ситуација, не знам дали се сеќавате, по однос на одредени помилувања, па одредени искази на одредени судии беа третирани како да се враќа стариот закон заради тоа што нешто било укинато и така натаму. Меѓутоа, мислам дека секој случај е посебен сам за себе, секој случај треба да се анализира длабоко. Меѓутоа, генерално, Уставниот суд не може да донесе закон. Значи, неговата надлежност е во оценување на уставноста на одредените закони, кај на се уште оценување на законитоста на одредени акти и покрај тоа што веќе новата, да кажам, уставно-правна теорија оди во насока на тоа да оваа надлежност на Уставниот суд се трга на страна, да редовните судови се тие кои што ја ценат законитоста. Меѓутоа, во нашиот случај, Уставниот суд се уште ја цени законитоста и се додека тоа нешто не се измени, така и ќе продолжи да биде. И нормално заштита на човековите права и слободи, кој што е многу тесно врзано за уставноста и законитоста. Не зборувам за другите надлежности, заради тоа што тоа е веќе сосема друга област во однос на надлежноста на Уставниот суд и не го дотакнува проблемот за кој што почнавме да дискутираме. Така. Говориме бидејќи нели се одеше во јавноста, имаш информации, сите ги слушнавме, нели од кога практично се бележат, да речеме, незаконитостите поврзани со објектот, со диското на смртта во Кочани, дека уште од 2012 година, ако се оди со овие измени кои што се на сила сега, тоаш ќе испадне дека тие дела од 2012 се застарени. Заради тоа малку дилемата е присутна. Знаете што, многу е неблагодарно за ова да се зборува, прво заради тоа што не знаеме зашто ќе бидат евентуално обвинети, за да можеме да дискутираме кој закон. Така, предпоставено зборуваме бидејќи ама и предпоставено, знаете колку толку многу има луѓе кои што се приведени да едноставно не се знае која е поентата и каде во суштина треба да се наоѓа одговорноста. Ние граѓаните од надвор гледаме што се случува, ги следиме през конференциите, меѓутоа она што е прес е едно, работа прибирање на докази е друго и трето, оценување на доказите од аспект на обвинителската надлежност за понатаму да оди оценката на тие докази во редовна судска постапка и во донесување на конечна судска одлука. Јас не би шпекулирала со ништо, мислам дека шпекулациите само ќе допринесат за една разноликост
во мислењето кое што презентира некое познавање, а во суштина е некое непознавање, и да оставиме органите да си ја вршат работата, а за критика на нивната работа има време. Значи, кој како ќе ја заврши работата, кој како ќе се презентира дека постапил во дадената ситуација, има можност прво повисок орган да цени, а понатаму и меѓународната заедница преку меѓународни судови, а и самите граѓани. Ние имаме експерти кои што ќе знаат да ја презентираат состојбата и истите да даваат своји видувања, со тоа што на одреден начин, кога ќе заврши постапката, ќе може да се дискутира околу евентуални пропусти и така натаму. Така. Затоа и ви ги поставив овие прашања, вие сте стручна во тој дел, чисто ете на јавноста да дадеме некои нели од стручно лице и видувања за тие нешта, бидејќи сега нели нетрпеливост постои, се чекаат виновниците што побрзо, меѓутоа за се треба време. Некош како велат и на времето му треба време. Битно е да се дојде до задоволување на правдата, бидејќи нашите граѓани, беве и со процентите на доверливост на во судството, гледаме 2% доверба, едноставно нашите граѓани ја имаат довербата во институциите изгубено и ете тоа е тоа како да се поврати, дали може да се поврати довербата во институциите. Јас би сакала малце нешто да ви кажам околу довербата. Да. Значи, цело време се манипулира со 2% доверба. Испитувањата кои што беа направени и од каде што се црпи ова 2% доверба, во суштина не е таков заклучок. 2% е целосна недоверба и тоа се степените, градациите на недовербата. Значи, недоверба, колку граѓани имаат недоверба, дали целосно, дали делумно, дали воопшто, понатаму имаш од каде имаат сознание и така натаму. Така да, недоверба постои, да се разбереме, меѓутоа тие 2% мислам дека во одредена ситуација веќе почнуваат да се злоупотребуваат. Од оваа причина од која што сега ја изнесов, а и нешто што е исто така важно е да во тоа испитување и понатаму во одредените анализи многу појасно било изразувана недовербата и во другите институции на државата. Меѓутоа никој не ги елаборира тие податоци и многу малку се елаборира за таа недоверба. Значи, отворете било која страница, ќе видите недоверба во судство. Вести, недоверба точно, во судство. фокусот е ставен во фокусот, јас се согласувам дека во дадената ситуација сега судството е тоа кое што е највеќе на да речам атак. Меѓутоа, треба да бидеме внимателни и треба целосно и јасно да ги презентираме ситуациите, за да можеме да извлечеме соодветни заклучоци, кои што заклучоци понатаму ќе бидат анализирани. Така. Добро, јас кога реков недоверба, нели овој процент нормално го искажав, меѓутоа и недоверба и кон другите институции, бидејќи една недоверба раѓа и друга недоверба, луѓето се изгорени и тоа. Судијќи Цаца Николовска, тоа е, да, тоа е овако. Тоа е многу важно и луѓето, затоа и велам дека луѓето треба да ги храниме со точни податоци. Они се и ваки и така изгорени и кога ќе се додадат ваквите податоци, уште повеќе тоа разгорува и уште поголема недоверба се создава. Идејата не е да се шири недовербата, апсолутно, идејата е недовербата да се минизира со позитивни активности. И со фактичка состојба, како што е со вистините информации, апсолутно, не со манипулирање, не со
поставување некаква димна завеса за да не се дојде до вистината, апсолутно. Судијка Цаца Николовска, ќе поразговараме после подолу малку и за реформите во судството. Требаше минатата недела да се одржи седницата, подготвителната седница на Уставниот суд за Законот за употреба на јазиците. Вие бевте една од поканетите како е експерт на таа седница, но поради овие настани таа се одложи. Не знаеме кога ќе биде закажано, но како и да поразговараме за целата таа ситуација. Што очекувавте да се случи доколку се одржеше таа седница на Уставниот суд, бидејќи и тоа разгледување или материјална расправа, како се вика, за Законот за употреба на јазиците, предизвика етнички антагонизми во јавноста. Партијата дуи рече дека ако нешто се чепне во законот, ќе се чепне во срцето, и да не повторувам сега, да не одземаме време од емисијата. Прво да ви кажам, мислам дека такви закони воопшто не се добро дојдени, особено кога постапува Уставниот суд, кој што е коректор на сите три власти и кој што треба да донесе одлука која што утре задутре ќе биде можно да биде анализирана и да се види дали таа одлука е во согласно со Устав, дали не е и така натаму. Меѓутоа, она што велите дека ете предизвикало етнички призвук во евентуалното постапување пред Уставниот суд, исто така го сметам како најблаго речено неодговорно. Таквите искажувања треба да се стават на страна. Таквите закони апсолутно не се добро дојдени. Уставниот суд е тој кој што ќе ја донесе одлуката и конкретно за споменатиот предмет има многу и меѓународни експерти. Венецијанската комисија веќе си има неколку пати произнесено по однос на голем дел од состојбите во тој закон. Од друга страна, судија на Европскиот суд за човекови права, кој што највеќе се бавил со малцинските права во оваа насока, требаше да дојде и он да даде свој исказ. Моето искажување секако ќе беше во насока на праксата на Европскиот суд за човекови права и во оној дел како тоа може да допринесе до носење на закони, не мислам новој закон, генерално носење на закони кои што треба да бидат јасни, прецизни, предвидливи. Да нема во одредбите од законот конфликтни ситуации кои што не може да се разберат или ситуации кои што предвидливо ја доведуваат во прашање. Тоа се стандарди кои што секој уставен суд треба да ги има во предвид, а тоа се стандарди кои што и Европскиот суд за човекови права, кога ја оценува интервенцијата во одредено човеково право или слобода, кое што е направено со закон, ги цени квалитетите на законот. Значи, не станува збор за некој предзнак етнички, него станува збор за правилно постапување во нацока на оценување на овој закон, кој што треба да се цени, како што реков, во сите овие стандарди, кои што се општо познати стандарди. И треба да се дадат нормално аргументи што е за, што е против. Така. Имаше двајца од судиите што припаѓаат на други етнички заедници во државава, ја бойкотираа работата на таа седница. Првата не беше подготвителна, меѓутоа една од точките беше и точката за Законот за употреба на јазиците. Дали очекувате дека тие истите судии не би се појавиле и на подготвителната седница на судот, на Уставниот суд? Мислам дека можам да кажам дека не очекувам така да се однесуваат како што се однесува претходно. Јас веќе дадов свое мислење за нивното однесување претходно и мислам дека тоа однесување беше несоодветно. Зошто? Тие се судии на Уставен суд, тие се судии кои што треба да вршат својата функција и треба да постапуваат во зависност
на она што се бара во самиот предмет. Она што е многу важно е дека нивната несогласност евентуално може да се искаже и при носење на таа одлука и што е најважно да се дадат аргументи. Со самото тоа што они одлучија да не присуствуваат и да не дадат аргументи за одлуката е нешто кое што се коси со обавување на судиската функција. И јас се надевам дека во оваа постапка нема да се случи истата ситуација. Така, има 13 представки поднесено што од политички партии, што од адвокати, индивидуалци и така ќе расправат и ќе ги разгледувате сите тие која ќе биде закажана седницата од партијата, дуи и од албанските политички партии страхуваат дека можеби нечие право ќе биде узурпирано, одземено, веќе право дадено нели за службена употреба на албанскиот јазик. Дали сметате вие дека со овие представки што се поднесени, не знам, сигурно дека сте имале време да ги разгледате и дова, би се одзело некое право? Прво, има навистина многу барања за оценување на уставноста на тој закон. Некои од тие барања се повторуваат едни со други и сигурно судијата кој што го правел рефератот за кој што ние не знаеме, судијата известител, судијата известител што он презентира, ќе води сметка и за тие работи и кога ќе се види неговиот, да речам, реферат, тогаш можеме да дискутираме за овие прашања кои што вие сега ги поставивте. Точно е дека сите прашања го дотакнуваат проблемот околу употребата на јазикот и дури во самиот закон, ако го видите подетелно, ќе видите дека во одредени области се регулирана таа употреба. Едни од тие области е и судската постапка, така да ќе има можност да се расправа и да се види во која насока ќе треба Уставниот суд да постапува, а секако по донесување на неговата одлука ќе видиме што тие земале во предвид и од експертските искажувања, што не мора да значи дека ќе го прифатат, што зеле во предвид од презентираниот реферат, врзан се разбира секако за она што се барање за испитување на уставноста на овој закон. Така. Судијка Цаца Николовска, уште кога беше прибе, нели, присутен тука, кога ни помогна со цел, нели, да завладее правото, во една од неговите пресконференции, веројатно сите ја паметиме таа реченица, вели дека законите во земјава самите по себе креираат корупција, можност за корупција. Она што претходно го зборувавте дека треба да се јасни, прецизни законите, да нема оставено простор за вакво или за такво толкување. Кај на сега законите се секош се со не знам, со двојна можност да бидат и вака толкувани и така толкувани. Знаете што, јас имам едно свое размислување во делот на примена на институтот толкување. Значи, закон, устав, сето тоа се и други акти, пониски од овие два акти, се подложни на толкување. И во зависност од нивното толкување, тие и се имплементираат. Прашањето е на кој начин тоа толкување се применува и што се утврдува при тоа толкување. Едно е вие да утврдите дека законот е нејасен, непрецизен и непредвидлив. Многу е важна предвидливоста во смисла на тоа дека секој треба да знае дека ако не го почитува законот, што следи како санкција. Не мора да е таа кривична одговорност, не мора да е таа прекршочна, меѓутоа да знае што следи, како што реков, ако не го применува соодветно закон. Толкувањето на законот е фактички она нешто, ја ќе ви кажам, Европската конвенција за човекови права, националните судови не можат да толкуваат.
тие ќе ја применуваат праксата на Европскиот суд е резултат на толкување на конвенцијата исклучиво направена од Европскиот суд за човекови права. И таа како таква се применува. Не може националните органи да кажат ова толкување е погрешно, ние вака ќе го толкува. Него се реферираат на праксата, меѓутоа таа пракса не може да се менува. Значи, Уставниот суд нема надлежност во таа насока. Тоа значи дека треба добро да се познава праксата на Европскиот суд, за да истата соодветно се примени. Заради тоа што ако не се примени соодветно, утре завутре, кога тој предмет ќе дојде пред Европскиот суд, може да се соочиме со проблемот околу арбитрерното толкување или арбитрерното применување или на националните закони, или на Уставот, или ако сакате на праксата на Европскиот суд за човекови права. Значи, толкувањето е една институција која што се применува секаде, меѓутоа тоа толкување е една научна, да речеме, да е научен елемент кој треба соодветно да се применува. Не може секој да толкува. Меѓу другото, за да правилно нешто се истолкува, треба да се види што била и целта на носење, што се сакало да се постигне. Јас во една прилика, оценувајќи што се било предмет на дискусија при носење на сегашниот устав на нашата држава, не можев да најдам така наречени припремни работи за зошто тие одредени членови се така дизајнирани, зошто се така применети и така натаму. Меѓутоа, тие такви какви што се, не може чисто литерално да се толкуваат. Треба да се гледаат многу пошироко, треба да се гледаат и оние закони кои што се донесени, а кои што се во согласно со Уставот, што била идејата на уставотворецот. Ако се смета дека таа идеја ваква или таква не била соодветна, постои можност на одредена промена. Ние и со предлогот за уставни промени за внесување на повеќе народи во овај самиот устав имавме една од можностите каде што во уставот се наброени повеќе народи и на крај реченицата завршува и други. Тие и други даваат можност за одредено толкување и за внесување и на други. Така, да. Значи, тогаш кога се дигна страшна голема бука, како е возможно тоа, тоа се тие состојби каде што треба Уставот целосно да се анализира, целосно да се третира и да се види што е идејата на донесување. Се во конкретниот случај зборуваме за Устав, меѓутоа може утре заутре да дојде во прашање донесување на некој закон кој што ги исполнува оние првични критериуми за кои што зборувавме. Така. Зборуваме за владењето на правото. Вие во други гостувања судијка Цаца Николовска имате кажано дека низ вашето работење и тука во државава и надвор од границите сте се соочиле со притисоци, вакви, такви, онакви, но велите има начини да се одолее на тие притисоци, односно да се избегнат или да се анулираат. Еве, ние се соочивме со двајца суди за кратко време, апелациониот судија Енвер Беџети да се најде на црната листа на Американскиот Стейт Департмент, а врховниот судија Наќа Георгиев нели беше фатен со земање подкуп и практично се прости со својата тога и тоа не е пријатно. Исто тука беше членот на Советот на јавни обвинители Иџет Мемети своевремено и министер за правда и правобранител. Што велите можело да се одолее, ама има и луѓе, судии што не можеле да одолеат на овие притисоци. Прво морам да кажам дека е многу жално некој на таква висока функција да се суочи со такво обвинение и таквите обвиненија да дојдат до губење на функцијата. Судија на Врховен суд, министер за правда,
член на обвинителскиот совет и да не ги редам понатаму. Срамно е за нив самите, како личност, меѓутоа срамно е и за државата. Така. Тоа е прва работа. Втора работа, јас не можам да кажам дека нивното однесување, ако ништо друго, бар за ова за кое што беа обвинети, дека било резултат на некаков притисок. Тоа е нивниот личен однос кон таа ситуација и тие самите одлучиле да се однесуваат вака или така. Никој не вршил врз нив притисок, да се разбереме. И да вршел притисок, тогаш е веќе некоја друга ситуација која што уште па по, да кажам, сериозна. Меѓутоа, да се каже дека е земен, даден подкуп и така натаму заради притисок, тоа е најблагоречено несоодветно. Најблагоречено. И она што е особено важно, што фрли голема љага на целокупното правосудство. Точно. И обвинителство. Значи, граѓаните си земаа за право, може би во одредена ситуација и тоа да го прифатиме како такво, во насока кога врховен судија може така да се однесува, што останува за другите суди. Јас тоа неколку пати сум го слушнала од своји колеги, од пријатели, од некои луѓе кои што биле инволвирани во некои судски процеси. Не се согласувам со тоа, макар да перцепцијата е многу битен елемент, да се разбереме. И таа, како има една народна поговорка, неколку пати кажа на лагата, на крај излегува дека е вистина. Не се согласувам и со тоа, како судија сметам дека се треба да се испита и се треба да се презентира преку докази и така натаму. Меѓутоа, ова што се случи, од една страна е срамота, меѓутоа од друга страна е добро да се санкционира таквото однесување и јас се надевам дека во таа насока и ќе продолжи евентуалното утврдување на некои такви несоодветни криминогени однесувања и дека соодветно ќе бидат процесуирани и казнувани. Така, ние за судијата Енвер Беџети, нели, од апелациониот суд доживеевме странска држава, практично да ни каже дека овој човек, нели, чувал во фиока документи поврзани со поранешен прв човек на ДБК и така, и што велите, тоа не е убаво ни за државата и не дава добри референци. За владењето на правото, повторно ќе речам, зборуваме судијке Цаца Николовска, еве во овој период измените што се предвидени за судскиот совет и советот на јавни обвинители, оценската мисија што беше дојдена, кажа дека за изборот најдобро е да има одредовите, кога, нели, кога ќе дојде до смена и до тоа, да има одредовите на професорите што се бават, нели, со од правната фела од тој круг или од адвокатите, што имаат по 20 години искуство. До сега беше 15 години потребно искуство. Тоа се препораките, нели, на оценската мисија. Ние со советот, со судскиот совет видовме до каде застана работата. 5 члена што се во избор на законодавниот дом, нели, се соочија со интерпелација. Премиерот ги повика, нели, да си дадат оставка сами, бидејќи интерпелацијата не значи нивно по дефолт или директно отстранување од позицијата. А јавниот обвинител, нели, отиде со тие препораки на Министерството за правда до Советот на јавни обвинители. Мислење, нели, се бараше од владата, нели, врати мислење до правда дека треба да биде сменет јавниот обвинител, меѓутоа работите застана тука. Дали се одбра најстрикниот начин за реформи во правосудството и дали кога зборуваме за реформи требаше баш од таму да се почне, а да не биде тоа шминка, еднакво како што сме гледале многу шминки до сега за било кои реформи, туку да дадат конкретни резултати. Ова е прашање кое што бара многу подолго време, елаборирање, анализирање и така натаму. Јас ќе се обитам ова да го срочам во пократко презентирање на проблемот и на начинот на разрешување на проблемот. Значи, владење на право е темелна вредност
на нашиот уставен поредок и секој треба тоа на одреден начин во зависност од тоа како ја врши функцијата, тоа владење на право да го применува. Во конкретниот случај, интерпелацијата за членови на судскиот совет за мене не е соодветна применлива мерка, тоа е политичка мерка и она што е многу важно е дека во самиот устав е одредено како ова прашање треба да се разрешува. Или, да упростам, уставот дава можност да собранието ги избира овие 5 члена на судскиот совет по предлог на председателот, собраниската комисија, да не навлегуваме во тоа, и тука застанува неговата функција. Разрешувањето на овие 5 члена и на другите членови на судскиот совет е исклучиво во надлежност на судскиот совет. И тоа е точно наведено во кои случаеви може да се покрене дисциплинска постапка за овие луѓе и кога судскиот совет може да донесе соодветна одлука. Значи, во самиот устав е кажано дека со закон ќе се разрешуваат тие работи. Ако уставот вели дека со закон треба да се разрешуваат, а законот кажува на кој начин да се разрешуваат тие права, тогаш владењето на правото е во таа насока. Да се примени она што е одлука на уставот совет, така, да. Или понатаму одење законот за судски совет. Изборот го спомнавте, односно интерпелацијата како таква и сами рековте дека не доведува до нивно разрешување. Меѓутоа, оној притисок кој што се врши сега за нивното разрешување е несоодветен. И самата интерпелација е одреден притисок на независност и непристрасност. Значи, ако државата утврдила начин на кој што ќе разреши членови на судски совет кој што несоодветно, значи да не ви читам, не е само несоодветно, многу има други, точно, има точки повеќе кои што може да доведат да се поведе дисциплинска постапка. Немаме сега време, меѓутоа убаво би било за граѓаните да знаат дека тоа се е предвидено во овој закон и дека согласно тој закон може да се донесе и треба да се донесе соодветна одлука, а не да се врши притисок да поднесат оставка. Зашто да поднесат оставка? Прво, одма се поставува прашање врз основа на примена на еден политички инструмент, интерпелацијата. Тоа е прво и основно мешање на некој начин на овие две власти, законодавната и извршната врз судската власт. Трето, судската власт е одредено во сите и меѓународни и национални документи дека треба да биде независна и непристрасна, меѓутоа не само од себе и не само од надвор, парламентарци, влада и така натаму, туку мора да се гледа таа независност. А таа независност ќе се гледа не на овој начин со притисок да поднесат оставка. Постоела можност. Не навлегувам во тоа дали некој од тие членови има своја вина или не. Оваа дисциплинска постапка и ова упатување на закон е токму во насока на утврдување на индивидуалната одговорност. Спомнавте, па не, ама тоа е тоа и на крај спомнавте по однос на кој може да биде член на судскиот совет, што е наведено во оценската мисија на Европската унија. Ама кај нас тоа во уставот е наведено. Значи, прво дадена, тука е толкување исто на уставот. Значи, наведување на одредени работи, број 1, број 2, број 3, значи нешто. Прво се одало на професори по право, па се одало на адвокати, па се одало и на други истакнати правници. Истакнати правници кај нас представува многу голем проблем да се оцени.
Дали се 20 години стаж, или се 30 години стаж, или се 10 години стаж, верувајте ми, не значи многу. Суштината на истакнатоста во правната фела е тоа што треба да се оценува. Не е тоа тешко да се оцени, верувајте ми, меѓутоа во одредени земји се соочуваат со овој проблем и во регионот, меѓутоа тоа не е проблем во еден свет каде што правилно се толкува и се оценува работата на правниците. Вие имате тука познавање на материја, па имате активности, па имате пишување, па имате мислење искажани. Мислам, има елементи врз основа на кои тоа може да се оцени и тоа што е особено важно, може и тоа јас бев член на првата група која што работеше во делот на евентуални промени на Законот за судски совет, да се прави одреден интервју со членовите, па и целокупната јавност да види со кој и како се соочува со лицата кои што утре заутре може да бидат членови на судскиот совет. И крајот, она што веќе неколку пати го слушам низ овие дебатни емисии, се тврди дека треба се да биде од судската фела. Не. Токму Венецијанска комисија во таа насока има кажано дека дел од членовите на судски совет не треба да бидат од судската фела, напротив, треба да бидат, како што е вака, и дел од истакнати правници, за да не се создаде едно еснавско здружение, однесување и така натаму. Фруктацијата, мешањето, знаењето, она што значи пракса и теорија е особено важно не само во извршување на функциите, туку и во наобразбата правна. Многу јасно, во Европскиот суд може да се види дека има професори, теоретичари, дека има адвокати, дека има поранешни суди и поранешни обвинители. Сите тие заедно можат да допринесат до едно соодветно презентирање на она што е позитивно во оваа или онаа насока. Така, убави пораки дадовте, што велите, тие се напишани, постојат, меѓутоа кој сака да ги чита и да ги правилно да ги употреби. Ви благодарам што ја прифативте поканата, и да поразговараме за овој немил настан во Кочани, меѓутоа и да поразговараме за степенот на правораздавањето во државава, за реформите во правосудството, за владењето на правото, бидејќи ако не се почитуваат законите, не дај Боже, ќе имаме вакви ситуации на кои што сме сведоци. Секој треба да го почитува законот и да постапуваме законски, за да нема вакви незаконски дејанија, преку прсти, давање дозволи сега од сите тие директори, инспекторатите за таа или веројатно повеќе институции ќе видиме истражните органи докаде и како ќе дојдат и како ќе бидат обликувани тие обвинителни акти. Благодарам уште еднаш судијка Цаца Николовска. Благодарам за гледачите и на вас и на поканата што ми ја упатите. Секогаш во секое време. Благодарност. И благодарност до нашите почитувани гледачи. Довидување.